Особено во студиото е мојот колега Мирче Адамчевски, експерт за меѓународни односи, а особено кога е Русија во прашање, поранешен дописник од Москва и редовен коментатор на своите колумни на овие сега актуелни случувања, кои што Мирче веќе траат предолго, ако не ме лаже. Јас велам дека една година траа, речи си една година, некој вела дека траа само 2-3 месеци, меѓутоа да не треба забораваме дека уште лани во април имаше голема врева. Говориме за руско-украинските односи. Да, имаше голема врева околу тоа дека русите поставиле 100.000-150.000 војници, меѓутоа па потоа таа работа се смири и сега одново се актуализира последниве 2 месеци, така што тоа прашање не е ново. Има некакви вести дека сега дел од тие трупи малку се повакуваат во внатрешноста кон Русија и дека тоа може да е некаков знак за попуштање. Не може да се повлече, тие се на 200 километри од граница, меѓутоа сега знаете во современи услови, тие се на руска територија, не се на самата граница, не се на украинска територија. Колку и да се повлечат, касарните се таму. Просторите, кај што се, они што ги гледаме, сателитски снимки се, тука на место. Гледав и јас сателитски снимки, ги гледав, веќе тоа е толку отидено, додуше сателитите одамна се препознаваат, тама сега е тоа со софистицирани така техники. Читав некакви вести за тоа дека прилично е раширен ковидот меѓу руската војска. Не знам за украинскава страна, но си налетал на нешто такво и дека тоа е една од причините што малку можеби и некои планови им се пореметат. Не би рекол, јас мислам помно следам да тоа. Не си наишол на тоа. Вас ми е првата информација што ми ја кажувате дека тоа било, меѓутоа да не забораваме дека има и голема пропагандна војна која што се води. Тоа ми е следното прашање. Пред 2 недели колумната ти беше дека практично овој сега судир, односно оваа тензија која што се одржува, прерасна всушност во пропагандна војна. И дека според твоите проценки таму нема да дојде веројатно до вистинска војна, меѓутоа пропагандна војна ќе стане уште пожестока. Има добра теза е тоа. Голема игра на нерви. Кој прв ќе попушти во целото е вчера, да речеме, Стейт департаментот излегува со изјава дека Америка подготвена дури и на средба на највисоко ниво со Русија за да се разрешат овие прашања, додека од Белата куќа Џен Псаки, портпаролката, излегува Русија вика како лисица во кокошарник чека да демне, да рипне и се плаши таа, вика дека се плаши од кого? Вика се плаши од кокошките. Така што една изјава дава едниот, друга изјава дава другиот, значи топло, ладно, а од друга страна вчера и Путин го слушавме, беше Орбан му беше на гости и од таму доаѓаат одредени изјави, така што сметам дека оваа борба на нерви ќе продолжи до кога не знам. Меѓутоа ме плаши едно. Знаете, натрупувањето на оружје во Украина, вие знаете добро дека во филмоите и во театар кој ќе се покаже оружје, некаде во некоја наредна сцена ќе проговори. Колку е реално тоа натрупување? Бидејќи слушаме, бидејќи тоа се сепак оружје, се работи за муниции, бидејќи огромниот дел од вооружувањето на украинската армија се уште од советско потекло. Така што овие информации што доаѓаат Америка испраќа, британците испраќа така, не е ли тоа малку капка вода во море во однос на тоа што Украина не може така да се промени технолошкиот парк за 2 месеци? Сигурно, војниот, сигурно не може, меѓутоа да не забораваме дека Украина последниве години сепак полека се ги активира своите индустријски капацитети, воени индустријски капацитети. Нормално не може да се мерат со Русија. Меѓутоа сепак софистицираното оружје кое што го добива од Америка и од Британија не е за подценување. Така што и ова што го даваат 80 тони, денеска 100 тони друга, тоа се оружје кои што се по НАТО стандарди и се оружје, значи, муниција која што ќе се користи за оружјето кое што е дадено од НАТО. Значи, веќе во Украина полека се доставува и така има и моторни возила воени испорачано, Британија испорачува бродови воени,
од помал размер, не од големите, меѓутоа да, за заштита на брегот на Украина. Така што се вооружува Украина, а од друга страна ги има од Турција купено или добиено Байрактар, дроновите, кои што видовме колку беа ефикасни во борбата меѓу Арменија и Азербејџан. Така што Вирче, ако смеем да забележам, некако се случи, може би малку и се прекалкулира Путин, кој што мислеше дека НАТО ќе го затече дезорганизиран, тој за Европската унија така не мисли дека е голем фактор и така натаму, но дека после годините на Трамп дека Америка нема да се активира на начин како што се случува и така натаму. Од друга страна се случи едно големо будење на НАТО алијансата во врска со оваа криза, макар и со различни ставови на различни земји, но се гледа дека американците во полна сила се вратија и дека сега тие можеби се овие проценки во право што говорат дека сега пак тие и пропагандно и политички притискаат максимум да извлечат од оваа криза за своите интереси, за некаква мобилизација на капацитети политички, воени, дипломатски на страната на НАТО. Држат ли тие проценти? Секако дека држат, меѓутоа да не забораваме, НАТО не е возродено сега. НАТО се возроди уште 1997 година, кога Русија беше слаба, кога беше на колена и до 2001 година ми се чини, па и може би и понаваму, НАТО постојано се надградува. Значи, ако се распадна Варшавскиот пакт, тогаш кој очекуваше? Предпоставките беа дека и нема потреба да постои НАТО. Меѓутоа НАТО си остане и останува и се развива. И сега Путин долева масло на Русија, долева масло на оганот и со вакви истапувања нормално се ангажираат и се мотивираат луѓето во НАТО, да речеме како Јен Столтенберг, генералниот секретар или претходни генерални секретари, дека мора алијансата да постои. Ја мислам дека Бидејќи да не забораваме, таа е во принцип создадена за евентуална конфронтација со Русија. Нормално, мислата на НАТО. Па тоа беше тоа реликвија од студената реликвија од студената. Да, затоа и постои за ако Русија се дигне да одговори. Мора. Сега работата е што некои земји од запад не може да не да опстанат, него не можат без непријател. И сега тој непријател се бара. Во моментов Русија со своите постапки е непријател на западот и се развиваат работи така како што се развиваат. Во прилог на тезата дека и тука има пропагандна војна, еве утро видов дека Ел Паис ги објавил тајните делови од одговорите на НАТО и на Америка до Русија. Не ги видов, не забележав. На руските и на украинските сајтови ги имаше сабајлево. И во Ел Паис кажува, значи, одговорот на американците на 5 страни, на русите на 4 страни и во тајниот дел се зборува дека Америка е подготвена да дискутира за интерпретацијата на она што го бара Русија за неделивост на безбедност. Значи, ако јас ја градам мојата безбедност, морам да водам сметка за безбедноста на мојот сосед. Значи, докај ќе биде таа изградена, да не се реципроцитет во чувствителноста и така. Па тоа е и она што веројатно го бараше Путин. Путин го бара тоа, Путин го бара од тоа, значи, меѓутоа па сега Путин тука става дека вооружувањето на Украина или земањето на Украина во НАТО, тогаш тоа веќе ќе наруши неговата безбедност. И околу тоа треба да се води дискусија. Што правиме со суверенитетот на државите? Ако Украина сака, Украина не е било не е Македонија во смисла на своји капацитети и важност. Па затоа треба да се Што правиме со овој тип на договор? Така, треба да се постигне нови договори и да се изгради нова архитектура на безбедноста во Европа. Тоа кој што значи сега 2021 година, студената војна заврши 1991 година. Ако тогаш архитектурата беше една, после распадот на Советскиот сојуз, работите почнуваат да се менуваат, Русија која што била на колена веќе дава до знање дека еве ние пораснавме, дека и со самиот факт што Америка сака да разговара со неа, значи порано не аферма, а Русија тие воопшто не сака. Вие се сеќавате нападот на Југославија кога беше или во Либија кога беа, никој не еден Примаков кој што беше премиер се врати на пола пат беше од Русија во Америка, која разбра дека бомбардирали Југославија, се врати назад и се смета дека од тогаш почнува новата политика на Русија, се става темелот на новата политика на Русија кон Западот. Така што архитектура нова. Па треба ќе успее ли Путин со таа архитектура
повторно доминира на внатрешната политичка сцена, не дека тој е загрозен, не дека тој е загрозен за изборите. Друго прашање. Зошто е тоа сосема друго прашање? Како би било тоа сосема друго прашање? Бидејќи секој лидер се разбира дека калкулира својата внатрешна политика и каква му е меѓународната политика. Тој можеби ќе добие некој поен. Меѓутоа, работите внатре во Русија не се такви како што ние ги гледаме од надвор. Ние гледаме сега само моćна сила, се заканува. Меѓутоа, Русија има своји внатрешни слабости. Пред се, тоа се односите меѓуетничките односи, кои што сега тој успешно успева да ги гаси, да ги држи, меѓутоа постојано нагласува дека мора единство. Има таму сили кои што сакаат да речеме од Татарстан се раѓа некој национализам ситен. Да не забораваме како беше од Чеченија која што сакаше да се отцепи. Путин и дојде на чеченскиот проблем на власт. Токму така. Тој знае многу добро кој е големото прашање, кој е големиот проблем кој што тој ќе мора да се нема оваа криза околу Украина да му помогне во повторно стабилизирање. Да му помогне, може во моментот како што беше со присоединувањето на Крим. Му рипна рейтингот нагло, Крим од секој пат бил руска територија, руска земја, ние го вратиме, меѓутоа рейтингот полека со годините, може нема да му падне одма рейтингот. Меѓутоа со тек на години. Затоа зборувам дека си има Русија внатрешни проблеми кои што навистина ја тиштат и дека евентуална јас так велам дека ќе нема војна, меѓутоа можеби во моментот е најбитно што Запад седнува да разговара со Русија. Тоа е голема работа. И тоа е прилично и остварување на планот на Путин, да кажем, бидејќи тој беше во еден напор да се изнивелира во односите, да го прифатат како партнер. Русија, никој не сакаше да разговара со неа. За крај морам веќе да привршувам, Мирче. Вчера читам дека е можно Навални да биде предложен и дури за Нобелова награда за мир. Не знаеме дали тоа ќе се оствари, оти предлагаат сите, кој знае дали тоа нешто ќе биде. Како се доделуваат Нобеловите награди. И може да и тоа така. Ќе му смени ли тоа нешто во статусот на Навални и во внатрешната руска ништо? Нема да смени затоа што репресијата на внатрешен план таму е подигната на едно повисоко ниво и од 2011 кога беа последните големи протести наваму, мислам дека не може да се треба таму не еден Навални. Јас тоа сум го пишал, нека милион Навални треба во Русија. Нема милион Нобелови. А такви милион луѓе кои што свесто ќе одат да се борат со државата, кои што знаеше дека ќе остават во затвор, се врати со целиот ризик. Се врати од лечење од надвор. Голема саможртва. Сега ако имате вие милион такви луѓе, па другите ќе го гледаат примерот, може да се направи нешто. Имаше тоа еднаш во Русија, се случуваше 917. Да, ма опасно е, па тоа е работата. Меѓутоа Путин пред неколку години токму тоа го кажа кога почна со репресиите и токму тоа го кажа дека нам не ни треба, мислам 2017 година кога беше 100 годишнината од Октомвриската револуција, мислам тогаш тие години го кажа дека не ни треба не ни е потребна уште една Октомвриска револуција. Се разбира. Мирче Адемчевски, благодарам и за ова инспиративно дискутирање на целата ситуација. Пак ќе се видиме ќе потрае кризава како ја мислам дека ќе трае уште игра на нерви, ви кажав. Игра на нерви е не знам која. Прогнозите се негде до пролет веројатно, така што март. Прогнози американци многу е лошо тоа што тие постојано велат. Русија ќе нападне Украина, Знаете какви штети има Украина економски од ова? Инвеститорите од Запад чекаат, се не влегуваат во Украина. Ги гледам реакциите на украинските политичари кои викаат намагате темпо зашто губиме инвеститори и економија. Паника се создава во општеството. Замислете се во една држава која ќе има паника направена и доаѓа до напад. Добро, ама и притисокот на Путин беше за да создаде паника во општеството. Токму така. Игра двете страни. Ама овие одат на вода на Путин со самите изјави Британија и Америка дека еве, сега ќе нападне Путин, веќе као да му помага, тие ја придонесувате се зголеми таа паника. Имаат некакви своји цели, па има тоа, може би нешто има, ама не знам. Не знаеме што разговарале и зашто се договориле во Женева Бајден и Путин. Може би се во прашање минските договори, а тоа се многу голема болка за украинците, затоа што треба да дадат автономија, треба да дадат одредени права на русите, да им дадат рускиот јазик да се почитува. Сега во медиуми некни
дојде закон дека во печатени медиуми не може да се користи на национално ниво рускиот јазик. Може англиски, може на некои други таму, или од Европска унија јазици може, а рускиот не може. Да. Тоа се Тоа работи се кои што иритираат, кои што компликуваат така и е, што ја подгреваат целата атмосфера. Мирче Адамчевски, благодарам.